Измина мачни и долги 17 години за семејствата на свирепо убиените Боги Илиевски и Светислав Трпковски во мотелот Бриони, каде работеа како чувари. На денешен ден во воениот конфликт во 2001 година Боги и Светислав беа врзани за столпи заедно со мотелот разнесени во воздух. За цело ова време убиците се на слобода, а местото каде истите го извршија најподлото убиство е руинирано, обраснато во трева и прекриено со смет. Според роднините на убиените кои денес се собраа за помен парастосот, местото остана да сведочи за заборавеноста, за немарноста, за нечовечноста. Денеска семејствата, пријателите и почитувачите на жртвите ја одбележаа годишнината од убиството на Боги Илиевски и Светислав Трпковски со помен парастос на православните гробишта во Челопек и на местото на масакрот во разурнатиот мотел Бриони. Најблиските на убиените искажаа револт што се уште не е расветлено ова грозоморно дело. Урнатиот мотел каде беа вработени Боге и Светислав и натаму немо сведочи за направеното од зверство. Земјоделската задруга Единство, која до 2001 година стопанисуваше со мотелот, во неколку наврати изминативе години се обиде да го обнови мотелот, но жителите албанци од Челопек со протести и блокади не дозволија да се изгради, сметајќи дека земјиштето каде бил изграден објектот не и припаѓа на задругата Единство. Годишнината од трагичната смрт на полициските резервисти Дајл Јанковски и Александар Николич од Гостивар беше одбележана со комеморативен собир во населбата Циглана на местото каде што беа убиени. Во нивна чест и слава кај спомен плочата се собраа роднини, пријатели и колеги. Беше отслужена панихида, а букети цвеќе положија делегации од СВР Тетово, полицискиот синдикат, Сдруженијето на бранители Бедем и од ВМРО ДПМНЕ. Пред 16 години во униформа на службена должност на полицискиот пункт тука во Циглана загинаа како македонски бранители во одбрана на град Гостивар и на Република Македонија. Се потсетуваме на овој немил настан и порачуваме гласно повеќе да не се повтори. Но ние македонските бранители никогаш нема да ги заборавиме илинденците, партизаните, асномците, бранителите од 2001, колегите бранители од Куманово 2015 и сите знајни и незнајни херои кои ги положија своите животи за нашата татковина Македонија. Ние бранителите и понатака ќе обстојуваме, работиме, живееме како македонски бранители во Република Македонија, нашата единствена татковина. Вечна ви слава, херои наши, Дајл и Александар, нема никош да ве заборавиме. Благодарам. Бедем Гостивар. Гостиварците Јанковски и Николич беа убиени на должност на полициски пункт на влезот од населбата Циглана во 2002 на 26 август, 1 час од пополноќ. Според наводите од истрагата, на нив пукале непознати лица со автоматски пушки од возило во движење. На местото на погибието во 2012 година беше поставена спомен плоча. По комеморативниот собир во Циглана, блиските ги посетија и нивните вечни почивалишта. На нерамен терен во кали прашина, наваден само ако заврне дожд обраснат со треви и трње, ѓубре на секаде каде слободно се напасува и разновиден добиток. Во вакви услови на стариот градски стадион тренираат етопските фудбалски клубови, претежно нивните млади школи. На стадионот затекнавме 50 на млади како упорно вежбаат и покрај што на секое додавање на топката го утаат прашина, а од време на време мора да внимаваат и на коњите и кравите кои им влегуваат на терен. Вела дека многу е тешко во вакви услови да се гради фудбалската кариера, но нема друг избор. На новиот стадион се играат само надпревари, а игралиштето на спортскиот центар е претежно зафатено и е доста скапо за изнемување. Условите се катастрофални за работа и покрај желбата што го има голем број од децава, значи меѓутоа тешко е да еден играч може да напредува во едни вакви услови. Еве, како што можете видите, значи шетаат крави, коњи, тоа е срамоти да се каже воопшто, меѓутоа ете.
Изненаден од сликата на стариот градски стадион е и поранешниот тренер на фудбалскиот клуб Тетекс Момо Илич, кој по половина век летово дојде да го поседи Тетово, каде како што вели го поминал најубавиот дел од неговата фудбалска кариера. Вели дека стадионот бил расадник на таленти, а сега е претворен во руина. Жално е што општинските власти дозволиле идните генерации на Тетекс и Љуботен, кои представуваат историја на градот, да тренираат на вакво место. Љуботен су практично историја овог града. Љуботен наредната година ќе слави 100 години постоење и голема штета е што спортските и политичките работници во градот не го чувствуваат тоа, за да помогнат на клубовите за повторно да се развијат, исклучиво за децата, кои треба да играат фудбал да бидат здрави. Клубовите ни рекоа дека неколку пати се обратиле до општината, побарале барем малку стадионот да се доведе во нормална состојба. Секојдневно се зборува, значи со делот од градските власти, значи зборувано за ова и само стигаат некои ветувања дека ќе се подобри, да се стрпиме, значи месец два дека ќе се подобрат овие услови, меѓутоа баш напротив не стигнува никаква помош да се минимално, да кажем минимално да се барем овој терен коси да се средува, да може барем некои минимални услови да има за работа. Ова е све некоја импровизација на тренизите. Во Тетово постоја 4 фудбалски клуба, од кои 2 настапуваат во првата македонска фудбалска лига, а од годинава женскиот фудбалски клуб Љуботен ќе учествува во елитното државно првенство. Од денес и првите неколку дена од работната недела во Македонија, како и Тетово и Гостивар, ќе има значително намалување на температурите и дожд поради циклонска активност над Балканот, информираат синоптичарите од Управата за хидрометеоролошки работи. Појавата ќе придонесе за интензивни временски метеоролошки процеси, односно пороен дожд и грмежи, кои ќе бидат во форма на невреме. До крајот на денот во северозападниот дел од земјава времето ќе биде нестабилно. Повремено ќе има развој на нестабилна облачност, проследена со локален пороен дожд и со грмежи. Врнежите очекуваме да се интензивираат во текот на ноќта, тоа ќе биде особено во северните делови, па така и во Полошкиот регион во текот на ноќ, предстојната ноќ. Ќе има поинтензивни врнежи од дожд, проследени со грмежи, а ветерот ќе засилува и ќе биде северен. Во текот на утрешниот ден времето ќе биде облачно, повремено и понатаму ќе има врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат порени, проследени со грмежи, ќе доведе засилен северен ветер, а дневната температура утре значително ќе се намали и до 10 степени во однос на денешната температура. Со тоа што во северозападниот дел утре најмногу врнежи би имало во раните утрински и во предпладневните часови, а веќе во попладневните часови врнежите ќе престануваат во овој дел од земјата. Максималната температура во Тетово утре очекуваме да достигне само 22 степена, потоа во вторник променливо облачно, понатаму свежо со засилен северен ветер, меѓутоа веќе без врнежи со некоја умерена до значителна облачност преку денот, а од среда потполна стабилизација и понатаму очекуваме повторно пораст на дневната температура. Во пресред на православниот христијански празник Голема Богородица, секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, ги интензивираше планираните подготвителни активности за непречено и безбедно одржување на традиционалните празнични свечености во манастирскиот комплекс во село Лешок на 27 и 28 август. Во рамки на овие активности, покрај другото, се известуваат граѓаните од селата Брезно и Варвара, но и сите други, кои на 27 август планираат да патуваат кон овие две села, тоа да го направат најдоцна до 17 часот. Истото се однесува и на трговците и угостителите, на кои денте им се советува порано да го извршат доторот на потребните производи. Покрај ова, сите кои со возила ќе пристигнуваат до манастирскиот комплекс се информираат да ги паркираат само на определените локации за таа намена. Исто така да ги почитуваат наредбите на полициските службеници кои ќе го регулираат, односно насочуваат движењето на возилата кон манастирскиот комплекс и обратно, како и паркирањето на истите. На граѓаните им се препорачува за пристигнување до манастирскиот комплекс по можност да користат возила од јавен превоз.
а доколку сепак пристигнуваат со сопствените возила, прописно да ги паркираат, да не ги оставаат на локалниот и регионалниот пат, да бидат трпеливи, непотребно да не брзаат и да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол. Времето денес беше сончево и топло со умерена облачност, попладне со услови за локален пороен дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 14 до 23 степени, а дневната од 25 до 32 степени. УВ индексот изнесуваше 7. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде облачно и посвежо, наместа со поројни врнежи од дожд, грмежи и засилен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 14 до 20 степени, а дневната од 20 до 25 степени. УВ индексот ќе изнесува 4.